Представници од Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Центрите за вработување и Националниот совет за предприемништво и конкурентност во соработка со локалната самоуправа на Кочани денеска ги презентира активните програми мерки за вработување пред работодавачите. Цел на овие форуми е да ги запознаеме работодавачите со активните мерки и политики за вработување, како и да ги слушнеме нивните сугестии и да ги ставиме во новиот оперативен план за 2015 година. Сите овие форуми во прва фаза се одржуваат во сите општини каде што постојат центри за вработување, а во втора фаза ќе ги посетиме сите општини. Во Агенцијата за вработување во Кочани се одржа и инфосредба на младите кои бараат вработување, како и на представници од средни и мали предпријатија кои ја искористија можноста за самовработување. Пренесуваме дел од искуството при вработување на млади луѓе во компанијата Fashion House. Со мерката самовработување, како што не е популарно наречена, туку со една друга мерка во која што практично вработуваме можност има до 5 лица, ние го искористивме правото за 3 лица и вработуваме 3 лица млади до 29 години, за кои што практично добива неповратни средства од 92.000 денари по лице. И ова не го гледајте како добива Fashion House и тоа е лото или не знам лотарија, значи Fashion House добива само една можност или катализатор за да направи проширување на сопствениот бизнис во насока во која што е потребно. Во случајот кај нас, значи постоеше идеја и потреба за создавање и промовирање на сопствен бренд, значи македонски бренд на готова облека. Значи, ние сами да го произведеме брендот, да не мора сите да ги увезуваме од надвор. Ова е прва фаза од форумот и се одржува во сите општини каде има агенција за вработување, а веќе во втората фаза форумот ќе се одржи и во странатите општини, се со цел да се запознаат младите со новите мерки на Министерството за труд и социјална политика.